Почитувани граѓани на општина Неготино, се наоѓаме пред собранието на општина Неготино. Ова е салата за станоци, тоа горе е канцеларијата на градоначалникот на општина Неготино. Јас советник Јовете Велков, денеска бев отстранет од седница на Советот на општина Неготино. Од која причина? Од причина што предложив точка која беше на дневен ред да се одземе од дневниот ред, бидејќи нема комплетни информации, нема од комисиите точни податоци, на тоа се буне и советници од опозицијата и јас како советник од политичката партија МАГ. Бидејќи станува збор за криминал, кој треба да знаеме податоци и сите сакаме да го знаеме тоа. Таа точка не беше ставена за советниците да гласат. Да, требаше да биде ставена. Од председателот на Советот Лилјана Арсова беше тоа одземено. И исто не му го даде и на Буле Младеновиќ, председателот и координаторот на СДСМ, после се долга расправи му даде. Станува збор, бидејќи Советот на општина Неготино во координацијата на началникот горе од канцеларијата ги воде и тие се во група врзани преку Вибер добиваат информации како да се воде седница. Лилјана Арсова ме опоменува, не сака да стави тоа советници да гласат, го прекршува деловникот за работа на Советот на општина Неготино, нејзиниот маж е сменоводител на полициска станица Дејан Митрев, во координација со сите повикуваат и полиција да дојде. Значи полицијата нема право ни да ми изнесе, ни да ми направи. Ниту сум го прекршил редот, ниту сум употребил сила, ниту сум псувал, ниту сум правил. Него сакав да го искористам моето деловничко право и сакав да биде ставена точката на дневниот ред. Ова не е тангутија. Ова е совет. Ако на оваа работа Панче Тошковски, Христијан Мицковски и ваков градоначалник кој дојде со корумпирани гласови, и советниците со платени гласови, и ова е предизборен, изборен и постизборен подкуп. Значи се гледа на лице место. Значи тоа мнозинство борба за криминал и криминални одлуки. Во едната работа да напоменам дека општина Неготино имаше секретар. Јас поднесов до ДКСК да се назначи секретар. Ако нема секретар, не може администрација. Исто така станува збор, имаше точки за вработување, да не ги да гласува. Сака да ги минат точките без никаква одлука. Надвор од законот за локална самоуправа, од деловникот и од статусот на општина Неготино. Значи ова нема да заврши тука, по таа координација и полицајците кои беа тука надвор, по координација со Дејан Митрев, мажот на Лилјана Митрова Арсова, во координација да биде притворен советникот Јовете Велков. Значи, уште еднаш повторувам, значи мора да одговарат овие луѓе. Ако не одговарат, ова собрание граѓани на општина Неготино не треба да постои. Значи треба да биде затворено во истиот момент. Граѓани на општина Неготино, вашите гласови кои ми ги дадоте, јас во кампањата кажав дека моите гласови ќе бидат за криминалот во општина Неготино и за секој потрошен динар и сите одлуки треба да бидат гласни и јасни. Уште еднаш ви посакувам граѓани на општина Неготино добро здравје, ако треба ќе направиме и петиција Неготино вечно, Македонија вечно. Европските вредности не се боа не се ни Северна Кореја, овие вредности. Некој дека си го зема правото, не сме во името на прчовици. Уште еднаш граѓани, Неготино вечно, Македонија вечно.